Здраво, здраво, мили драги мои. Добро дојдовте во уште едно саботно издание, уште еден викенд пред нас, кој што носи убави интересни вести, убави интересни работи, убави интересни гастроавантури, каде што сме поминале, каде што бил нашиот колега Томче и сето тоа што успеал да го обезбеди како материјал и сето тоа што успеал да го вкуси како вкусови, односно како нови специјалитети во нашата прекрасна и убава и многу гледана емисија Шопска шоу со Томче. Епа добро дојдовте и ово утро да се дружиме. И јас само на кратко ќе ви кажам дека овој викенд, цел викенд е посветен и е во едно прекрасно убаво место кое што мене посебно ме мило и драго. Зашто? Затоа што е место од каде што јас каде што живеам, каде што функционирам, во населбата каде што сум пораснат и во непосредна близина се наоѓа и ова место кое што е овој викенд наша дестинација за нашите гастро доживувања и вкусови кои што ќе ги споделам со вас. Односно ќе ги споделиме со вас јас и мојот колега Томче од терен. Епа да не должиме многу, само да ви кажам добро дојдовте во уште едно издание на Шопска шоу со Томче. Вие сте на вистинската фреквенција, канал 5 телевизија и сме тука за да дознаеме што е тоа што колегата Томче на терен го дозна како варијанта за појадок. Кои се информациите кои што ни ги донесе, кои се поврзани со знаменитости во непосредна близина, а тука имаме многу што да кажам. Значи имаме од црквата Свети Наум, па црквата Свети Јован, па имаме горе уште една црква, односно имаме сестринство кое што е во црквата Свети Никола, кое што е во Љубанци, па имаме подоле имаме аквадукт, па имаме убави интересни содржини, па имаме трговски, па имаме пазарче, па мислам убави содржини. Бутел како насебно си е многу убаво место и јас барајќи да ви споделам едно од интересните места, едно од поинтересните места каде што јас знам да уживам во добра храна со пријателите, кој испратив колегата Томче во гостилница кај Чорба, кај Драган. А зашто кај Драган и зашто во гостилница кај Чорба и зашто баш кај Чорба, ќе ви кажам една работа. Чорба, кај Чорба го викале целото тоа, сплетот цел бил заради него, заради собственикот на објектот, затоа што он се вика Драган Илиевски, мислам дека му е презиме, сега нема држате за збор, бидејќи сум скаран со тие имиња презимиња, меѓутоа знам дека е Драган и дека го викаат на кратко, моето има цртичка Чорба. И заради тоа, еве сега толку на кратко колку да ве воведам во тоа што следи, а сега да идеме колегата Томче на терен. Што успеа да направи, каде отиде, со кого, односно со Драган се виде, во кој дел од Бутел е сместено сето тоа, каде и што направи како разговор со Драган и што е тоа што го добивме како понуда и што го дегустираше, што тоа дегустираше како вкусови, што денеска ќе ни ги презентира. Па да не должиме многу, знаете како, да не кркорат ме слачињата. Знам ве гледам од за мене дека сте ми нешто гладнички. Пајде, режија, пуштете го дело да идеме кај отиде нашиот колега Томче и што направи. Мили драги мои, како што може да видите, конечно се наоѓаме и на домашен терен кај мене во населба Бутел. И сега кога сме во населба Бутел, јас имам едно прекрасно, фантастично и неверојатно место кое што си го посетувам стално и приватно и со пријатели и кога треба да се договори нешто, да се направи со некого муабет, да се поразговара. Пази внимателно позади имаш вирче да не се направиш лом. Мора да си го спасам снимателот и колегата да не испадне берват лом да се направи. Значи по мене има едно култно место во Бутел кое што се вика кај Чорба. Драган ме чека на влез за да може да поразговараме и да раскажеме приказната за Чорба и зашто се вика кај Чорба, колку време постои. Знам дека повеќе од 10 години е тука и дека секој пат кога ќе дојдам наутро, најдобрата чорба е токму тука во Бутел. Кај Чорба, кај Драган. А зашто е тоа така? Сега ќе не ги раскажа сите тајни, да не кркорат ме слачињата, одиме по мене. Шопска шоу! Здраво, како сме, добро. Супер, одлично. Шопска шоу! Шопска шоу!
Мили драги мои, како што може да видите, ние се наоѓаме во угостителскиот објект Гостиница кај Чорба и тука сме со мојот просоговорник за денес и за овој викенд, Драган Илиевски, кој што е собственик на оваа убава приказна, односно на овој убав угостителски објект. Добар ден, Драган, и добре дојде во Шопска шоу, добре дојдовме ние кај тебе во објектот. Кажи ми вака сега, Драган, зашто објектот се вика кај Чорба? Зашто мене ме викаат Чорба? Значи кај тебе, кај мене, доаѓате кај мене лично. Мене викаат Надимак Чорба. Така. Има нешто се крие позади тоа, со години мало да си бил препознат и знаеш да осетиш да видиш која е добра чорба, која е лоша, си подготвил чорби, си правил чорби или моментов е од каде дошол на Димак? Надимакот е од мал ме викаат така и затоа крстена кафана Чорба. Така. Кажи ми колку време постои кај Чорба? Кај Чорба 11 години. Така, 11 години е приказната што ти ја бераш, ја водиш, меѓутоа моментов е објектот како што знам ја е постар повеќе од 20 години функционира. Така. Кажи ми каква храна се служи во кај Чорба? Во Гостиница кај Чорба? Од Савајле правиме чорби, омлети и други додатоци све што. Значи правите моментов имате појадок мени кој што може да си порачат луѓето, ама и може и ако дојдат по Сабајле може да си појачат и некој појачен доручек што се вика. Ама претежно е македонска храна или имаме само македонска храна? Македонска храна. Нема оние тортелини, пасти, чудеси, нема октоподи, нема школки. Медитеранска храна, италијанска, нешто таква, шпанска нема. Македонска традиционална кујна, така. Кажи ми, мене ме интересира, објектов има летна тераса која што функционира од некаде почетокот на јуни па трае некаде до октомври скоро. Така, и тука со каков капацитет располагате тука доле? Па доле располага со 50 на луѓе. Има ли, например, наплив од Сабајле, затоа што јас тука не сосема случајно дојдов во објект и не сосема случајно се договориме, туку си доаѓам приватно тука повеќе пати. Едно од поубавите чорби, ако не најубавата чорба што имам вкусено во Скопје, ми е тука кај тебе. И има ли од Сабајле да луѓе бараат да поите зимно се јаде чорба кај Чорба, да фе? Се бара, и тоа телешка и шкембе или мешана. Мешана. Од тие највише. Така, највише од тие. Колку време е потребно да се направи убава квалитетна чорба? 2 сати. 2 сати. Така, бидејќи правите телешки, правите шкембе чорба, но за шкембето знам дека и повеќе треба. Затоа што не треба тоа да се свари во неколку води, па да се онади да биде убаво исцецкано, да биде убаво направено. Бидејќи тука стварно јас љубител сум на телешка чорба, меѓутоа минатите тоа дојдов и реков, чекам, дај да пробам, мешана, шкембе со телешка. Фантастично испадна. Шкембето многу убаво, многу меко, подготвено, значи истретирано како што треба со сите мишени и направено. Зачините се феноменални и на крајот лукчето, кој е залученото, кој дојде со да пипрека, тоа не се прави. Сон. Што е тоа што би препорачал ти, без што не може да си заминат луѓе, да дојдат, например, сега да речеме во Гостиница кај Чорба, да влезат тука, да речеме друштво, или 3 пара, машко-женски, или може да друштво, машки, друштво, женски, и да речат, слушај бе, Драган, дај препорачани, тука ли е газата, тука е газата. Драган, може ли да може? Ај, како ще препорача кај Томче може да препорачани, без што не смееме да заминеме од тука, што би требало да каснеме, за да може да го осетиме вистинскиот и автентичниот вкус на убава храна во Гостиница кај Чорба. Што би му препорачал? Сабајле. Од Сабајле за појадок? Сабајле, салата и чорба, прен чорба. Добро, шопска салата ќе викнеме една шопска салата ќе дојде. После тоа да речеме чорба мора да има. Ракија, значи телешка мора да фе и ова што е шкембе. Имаше нешто што е ова чорба, например, 2 кобасички, 2 јајца на око, па мало да фе. Што сака? Слајварче со нешто со сланинка. Значи се прават и комбинации да. Што сака муштеријата? Што сака муштеријата? Се му стана располагање. Значи он го отвараш менито, доаѓаш кај Чорба, отвараш менито и си кажеш, слушај, чорбата е задолжително. Значи задолжително четиво е чорба, мора да има чорба, мора да има шопска, мора нели шопска шопска мора да има. По една, ова е каква? Ова е домашна? Не, дуња. Дуња. Ајде за убаво за да почне денот како што треба. О, браво. Браво, многу добро дуња. Браво. Добро, одлично. Одлично. Секоја чест. Гледате, и дуња си пробаме кај Чорба. А сега, значи, да дефинираме вака сега. Значи, добиваме мешана чорба, една, телешка со шкембе, шопска, да видиме каква шопска правите, бидејќи шопска шоу без шопска не иде. Ракијички имаме дуња, да направиме еден
ајде да го смислиме јас и ти да смислиме. Можеме ли ја и ти сега да смислиме во живо еден убав доручек ала чорба? Може. Значи да му ставиме 2 јајца на око, да му ставиме едно парче кобасица, едно парче сланина, да му ставиме лепчиња 2 подпечени и Мамадов ајбарче имаш и такво сиренце, нешто такви работи. Сирење има, да. Сирење има. Мамадов махало некое, нешто пинџуче такво? Нема ништо од тие работи, пошто тие се сезонски, нели Мамадов? Сега немам ништо. Нема, сезонски се вообичаено се Одма ги правиме на лице место. Одма се прават на лице место. Така. Добро, а нешто има ли печурчиња, има ли тиквички, нешто такво? Има. Па такво нешто ќе му ставиме или печурчиња или тиквички по твој избор и да го направиме еден таков убав доручек. Нека биде тоа, да не биде омлет, Мамадов омлетот стандард е, некаде сите го знаат како иде. И па нека биде ала чорба доручекот, појадокот, нека биде шопската, ќе замезиме со ова и Мамадов е да пробаме и чорбата, да видиме како е, нели гостилница ке чорба. Може. Така, со тоа што има ли варијанта Мамадов е за нешто, ако се сака, например, да биде малце појако или помеснато или Мамадов од сабајле да го стартуваш денот како ќе отидеш на пример хамбургери правите или сендвичи правите или такви работи. Да, хамбургери да правиме. Може. Имаме ќе поздравиме готвачката сега, Мамадов види ќе влезеш и ти ќе сумеш таму. Јако сумеш. Ништо, Драган, ти благодарам за разговорот, ти благодарам затоа што одвои време за да може да презентирам дел од интересните убави работи што како поедок варијанта се служат тука во гостилница кај чорба. А вие, мили драги мои, нема да бегате нигде, сега следат неколку инсерти, кои што вредните раце на мојот прекрасен колега ќе ги фатат и после тоа нели ќе да се вратиме ние тука на дегустација на сите оние убави работи кои што ги споменав сега, кои што може да ги видите и се задолжително четиво кога ќе влезете во гостилница кај чорба. Да не должиме да си започнеме процедурално. На здраве, нека е зубо замаса. Мили драги мои, дојде моментот на дегустацијата, сите работи се подготвени на маса тука и сега од овој момент па натаму, кога ќе дојдете во гостилница кај чорба, значи да знаете дека доручекот со 2 јајца, парче станина, парче ковасица, пипер патлиџан, односно патлиџан, краставица и печурки, дека тој се вика ала Томче. Дека тој го порачувате, ала Томче сакам доручек и добијате ала Томче доручек. Ние ќе си стартуваме како што личи, како што долико, значи кај чорба да дојдеш, а да не јадеш чорба е голем греф да се направи и ја не планирам да грешам, да си огрешам душата, да си носам гревови на душа заради тоа што не сум пратил процедура, далеку било. Значи и од таа гледна точка јас си почитам процедура, баш кова се наши македонски специјалитети работи, мене ми текнува дедо ми кога на времето стануваше рано по сабајле у 5 сати стане, па ќе почне чкембето да го сецка, па ќе го стави у една вода да се вари, па у друга вода да се вари. Процедура е да се направи убава чкембе чорба, верувате. Јас сум јадел од дете и сега го пробувам тука во гостилница кај чорба, значи ме потсеќа на моментите кога дедо ми правил чорба, шкембе чорба кога ќе сум касна, ме потсеќа на денови што поминале. Многу и од сир убави спомени едноставно. И сега да не забораваме дека многу битен елемент и многу битен додаток во ова што е во јадењето на чорба, нели целата таа навика е и залученото. Значи лукчето со оцет да се стави. Ја вообичаено си ставам максимално колку што може, све што ќе остане другите кои ќе завршат состојање, све што ќе остане ставам затоа што сакам да бидам автентичен, да мирисам убаво на понежниот пол, да му мирисам убаво. На лукче да мириса, да биде привлечно како што треба. Кој ќе шата, ово јаде чорба бе, глего. Имотен, има се, може се. Чорба се јаде, не е лабаво. Како кога беше кромит од 200 денари. Што јадеш дечко кромит јада, мирисаш на мирисам, ама скапо е 200 денари кромит. Кој може да јаде? Се шегувам и значи што може да видите, значи ако се загледате малце можете да видите убави парчиња, убаво обработени, направено чкембе, се гледа дека е сварено како што треба млеко, се гледа дека има убави зачини ставено, па измешано зашто си порачно или телешка со чкембе мешана, па има и парчиња телешко месо, значи сето тоа кога се подготвува телешкото месо си се цепка, си се прави за да биде убаво, прво ќе се сготви да се омекне, после тоа се цепка, се става во чорбата и се прави со сите зачини да биде му се става
направи убаво, запршка од озгора, да личи да чорба како што личи. Што викам јас, една чорба рано после бајле и како инфузија да си добил. Так и го стартуваш денот како што треба. Одма да иде напред. Со сите нишани, ти дава енергија, ти дава сила и многу битен момент. Чорба не се јаде без лепче. Лепчето мора да биде вакво, да биде направено со вегетка и го ќе скршиш, па тоа маснеш, па хрстнеш, касни пораст. Многу убаво, браво. И богато, браво. Кога ќе дојдете прв пат тука, ако веќе не сте биле, и го ќе порачате чорба и ќе пробате, ќе ќе порачате овие деликатеси убави работи, вкусни работи кои што денес ќе ги пробаме, ќе се уверите во тоа што значи и зашто Томче стално доаѓа тука. Ќе дојдеме сам, дојдеме фамилиарно, дојдеме со пријатели, дојдеме со колеги, дојдеме после работа. Зашто? Зашто местото вреди да се посети, затоа што вреди има убави квалитетна храна. Тоа е пред се, ние се бориме за вкусна и убава храна. Сме видели мене на убаво, на неубаво место да отидам до сега, само на убави место кои што имам јадење. Браво. Односно чорбата феноменално искуство. Јас тука ќе застанам за да имам простор сите други јадења кои што ме очекуваат да ги пробаме и да ја пренесеме како изгледат. А сега во таа споделба на сите овие убави работи, па Драган ќе ми помогнеш малку сега и ти не може се сам се. Затоа што ако седевме и навивавме за чорбата, за други работи не може да седиме да навиваме, не е воре. Ја викам, јадењето секој пат се дели со пријателите, затоа што да не се окрупнуваш сам, да не се поправа сам, да се поправи заедно со пријателите да биде убаво. Ќе започнеме со шопската салата, која што е препознати знак на емисијата, меѓутоа и препознати знак на секое мезе во македонската кујна. Патиџанов ово е од убаво или од струмичките крајеви на Македонија или од Скопска Црна Гора го гледам, затоа што е миришлив, убав, како што треба да личи патиџан, ги нема оние корења, ги нема оние работи што ги среќаваме сега по патиџаниве што се личи на пазар што ги стават, туку баш патиџан кој ќе каснеш да личи на патиџан, да мириса на патиџан, да има вкус на патиџан. А шопската без патиџан и без крставица, па не е тоа што треба да биде. Мада вака како што ја гледам, знаеш како она е добра, меѓутоа не е најдобра. Знаеш зашто? Зашто Томче нема правено. Зашто Томче прави фантастична шопска заради шоуто, а инаку вака ми делува едно од второ место има, сигурно. Овие што се македонски јадења е, например, кога станува збор за да стартуваш убаво денот, да го стартуваш убаво денот, да имаш убав доручек. Што е тоа што би одвоил ти, што тебе посебно ти прави кеф како го стартуваш ти денот? Најмили чорба и не омлет нешто, полесно. Да. Само една месо директно не си иде. Не си иде директно на месо. А месар ли си по природа? Се гледа по месо. Не може да бидеш да убав крупен човек. Што се викам ја? Со чешкарник. Да, не може со пита, со како беше со ситни работи. Не иде да може ли да кажеме дека вака да те прашам, има ли во гостиница чорба, има ли кајмак? Се носат ли работи со кајмак? Служи ли, например, да речеме 10 кебапче со кајмак да направиме? Имате плескавица некој со кајмак? Може со кајмак. Браво. Гледате, нема само опции за доручек, туку има опции. Јас, како што видов во менуто, има околу 30 опции што се за ручек. Што се фантастични. Прасечко. Да. Последниот период прасешкото. Колку има прасе, од каде го набавувате? Од Атанасовска компанија. Мали прасти се тие? 10 кила. 10 кила. На бајадери ги правите? Да, на коцки. На коцки. Оф. И тоа како иде по порачка? Например, сега ќе рече некој сака... На парче. На парче? На кило. На кило.
Добро, а вие секој ден си правите? Има. Секој ден имате таза, значи може некој да дојде се слуша сакам пола кило, сакам кило и пол, 200 грама, сакам дај мова да ве цело прасе мова да. Со другарите сме тука, дај цело прасе. Мили драги мои, шопската ме воодушеви, меѓутоа сега јас би сакал да пробаме од доручекот ала Томче. Ала Томче доручекот нели како што личи, како што доликува. Ти не чепкаш од твојата шопска, те гледам, ама ти денеска си на пости, на диета. Ја имам една диета на база на ананас. Стално да спомнам, се јадам само ананас јадам. Значи вака јас ќе ти ставам на тебе, ќе поделиме доручекот, меѓутоа ај земи прома нешто сега, касни, не може да испадне сега да гледаат и чеше иди го газдава не јаде, сопственикот не јаде, мора да ве само Томче јаде, па да само мене да ми кажуваат после да ми наоѓаат забелешки, види какав си, види како јадеш, колку не зашто ми кажат, види какав си, штубаво личиш, атлетски граден, лепота. Па колку вкусно јадеш, па тоа е преубаво, па може да не тераш и нас да јадеме. Викам, па тоа е целата поента. Тоа е тоа што сакаме да го постигнеме ние. Еви едно, ова го отворив ова јајцо. Епа ова што не е отворено ќе го поделиме со тебе. Извини вака се. Ете така. Значи, ваков доручек е за оние што се малце похрабри или малце што повеќе сакаат да имаат доручек кој што ќе ги држи, бидејќи има убави интересни работи кои што може да се посетат во непосредна близина на гостиница кај Чорба, затоа што во непосредна близина тука се наоѓа црквата Свети Наум, Охридски, или Свети Климент беше. Во село Радишани како се викаше црквата? Свети Наум Охридски, така. Свети Наум ќе отидете црквата ќе ја посетите затоа што е стара, убава црква од времето, може мислам дека од 12 век дека е црквата, ќе отидете ќе проверите информација, ќе отидете ќе се помолите, ќе се посетите, ќе го осетите оној духовен живот и оној духовно цела духовност или оно убавина што се вика кога ќе застанете на некој свето или на некој убаво место. Доколку сакате да се придвижите кон централна дел на Бутел кој што е баш кај пазарчето доле, каде што сите бутелчани се собираат и се функционира како што треба. На пат натаму од десна страна ќе начекате црквата Свети Јован Крстител и после тоа имате и други работи сега. Да не ви кажам, меѓутоа прво треба да земете ваков убав доручек да лапнете, за да може да имате сила да може да го издржите за тоа. Не иде тоа така. Не е тоа лукни залепи, мора да има сила. И од сега па натаму знаете, ала Томче доручекот е 2 јајца на охо, со парче колбавче, со парче сланинка, со овие што се со печурчиња и се разбира додаток патлиџан и домат и краставица и се разбира ово парче, односно лажичка вака сенфче, за да може да го намачкаме. Тоа беше за ковацичката, додека ние користиме сенфчи во секоја пригода. Мене сенфот ми е посебно убав и го користам и во секако пригода. Да пробаме, значи, ковацичката ми делува домашна, направено ова од тие тенките убавите за насхара направени од Танасовски. Да пробам. О, како пука, како крцка. Браво. Хавалда му и на Тоши, и на Зока, и на Јоцо. Са не дека они ги прават лично, ама убава комбинација да прави. Така е. Одлично. Без леп ништо. Си повлекува македонска работа, викам, знаеш како? Сведи ме на маса, прво што ти прашаш, а леп каде, а леп има ли? Затоа што ние сме си така убави луѓе направени, сакаш да си маснеш, сакаш да си пробаш, да си надополниш, значи јас како би играл, кога станува збор за мене, би земал, би ставил вака се едно парче печурче, па земеш парче вака сланинка, па земеш парче колбавче, па земеш на лепчето, па лепчето со овакво. Најде дека ја не се служам многу со прибор, претежно со раце си јадам. Кома работа да си излижеш прсти нема. После ова, да не додете во Шорба да ги пробате овие специјалитети, греотот за вас, затоа што пропуштате многу. Тука сум, ќе си дадам пак. Мене ми укомши многу ми убаво. Токму така. И да видиме јајцето сега како е подготвено, значи убаво јајце на око. Може да си порачаш јајце попечено да биде, понепечено да биде. Овие се домашни јајца. Од тетка Рада тука, она има цела фарма
се набавува секој ден свежи, тазе. Нема лава тука. Сите производи, сите полупроизводи или материјали што ги добиваат во гостиница кај чорба се органски направени, што се вика сега периодот е многу битно да кажеш органско било направено. Екам, добро, ајде сега на работа кажете ми, ако сега е органски направено, пред 10 години како беше? Беше најнормален тек на работите, зашто сите ги правеа така работите. Сега, пошто некој прави делаверија за вас, се може да каже дека е органско јајцето, дека е органско месото, дека е свега што треба, за да може да сватат, да разберат дека станува збор на стар начин како што ги правеа тоа баба и дедо во село. Од такви производи, кобасичката, сланинката, јајцето, пицурчињата, паклижанот, доматот, кастрицата. Мислам, кога ќе ви кажам јас дека така, за такви работи станува збор, треба да ми верувате, бидејќи 10 години на терен проминати низ Македонија, па кој нешто друго. Јас не би земал, не би го пробал, тоа не би го ставил во уста ако не е квалитетно. А вака квалитетна храна, не само што ќе каснеш еднаш запати, ќе повториш повторувањето мајка на знаењето да уживаш. Јас сега ќе кажам дека мораме со Драган дело да го завршиме. Ви казав како што почна. Полека се расплеткува. Ти не јадеш ништо што не јадеш, јас сега морам малце да те збрцам за да можеш да хрснеш да ги довршиме сите овие работи како прекрасен доручек, а вие немојте да бегате никаде, бидејќи сега следи колегата Томче, што тука некаде во гостиницата и ќе ви кажа информација да поврзани со знаменитостите што може да ги посетите во непосредна близина на гостиница кај Чорба. А што се во Бутел, нели, на локално ниво тука. Локал патриоти, да може да ги посетите, да може да си ги потрошите калориите кои што ги имате здобиено со вака убавите и прекрасни доручици и се разбира да ми каде да ги потрошите. За после тоа да се вратите, нели, и во неделното издание да објасниме каде може да ручате и колку убаво може да ручате, а каде на друго место ако не кај Чорба. Бидете така. Сега ќе ја преземе во негови раце колегата Томче, кој што ќе ви каже информација две за знаменитостите. Драган, ајде, на здравје, нека е. Мили драги мои, кога станува збор за општина Бутел, едно од моите омилени места во градот Скопје, јас само би кажал дека еве ги неколку знаменитости кои што ги одови за денес, кои што може да ги посетите. Нели после така убав и обилен ручек во гостиница кај Чорба, каде може да ги потрошите калориите кои што сте ги здобиле со ова јадење. Прво би го одвоил значи Скопскиот аквадукт. Скопскиот аквадукт е најпозната знаменитост во општина Бутел и единствен сочуван аквадукт во Македонија. Се наоѓа близина на Силбата Визбегова и представува импресивен камен објект со десетици сводови. Се претпоставува дека потекнува од римскиот, византискиот или османискиот период и денес е една од најинтересните локации во градот Скопје. Доколку се движите во рамките на општина Бутел и доаѓате во село Радишани, влезете во селото, на самата рачва се гледа крстот тука. Лево идете по патот на кај Радишани на селбата, десно идете на кај село Радишани. Само што ќе влезете во село Радишани, не првата, не втората, третата уличка десно и се наоѓате во дворното место на црквата Свети Наум Охридски. Овој храм представува духовен центар за локалното население, каде што секојдневно се негуваат православната вера и македонската традиција со својата убавина и мирна атмосфера. Црквата е место кое што вреди да се посети и да се почувствува духовното богатство на овој дел од Скопје. И вие ќе треба сами да откриете кој од монасите или кој од архиепископите или епископите на Скопската епархија или битен човек од Македонската православна црква е закопан во рамките на
дворното место на црквата Свети Наум Охридски. Да проверите дали е тоа вистина, зашто јас го имам како информација, меѓутоа сега го споделувам со вас за да може да инициира да излезете од вашите домови, да дојдете во гостиница Чорба, да вкусите убав доручок и се разбира веднаш после тоа да се упатите кон овие неколку дестинации кои што ви ги посочив, за да може да ги истражите Македонија, да го истражите Бутел, да ги истражите оние интересни убави содржини кои што ги има и веднаш после тоа да го проследите и неделното издание на Шопска шоу со Томче, за да може да знаете каде може да се нагостите убаво и на кое место ќе го однесеме и ќе ви ги презентираме можностите за ручек. Токму така во овој викенд исто. Сега завршив јас со работи што се интересни поврзани со знаменитости во рамките на општина Бутел. Сега би го замолил колегата Томче од студио да ве преземе во свој раце, да ви каже на социјалните мрежи како може да не најдете, да не забравите да земете учество во гивавеот кој што го прави Шопска шоу со Томче на крајот од месец јуни. Бидејќи тука се случува 15 наши фоловерс или претплатници или луѓе кои што не пратат на Facebook страната Шопска шоу со Томче, еден од нив од тие 30.000 фанови што ги имаме, 15 од нив ќе бидат извлечени по случајен избор, ќе имаме видео за тоа, ќе имаме влечени, ќе имаме све. И 15 од нив ќе бидат извлечени и ќе си добијат по 1000 денари, не ваучер, туку 1000 денари, како 1000 денари, една банкнота од 1000 денари која што ќе може да биде како еден мал гест за да ве почастиме, за да отидете со девојката, со дечкото, со пријателите, со другарите, да отидете да испиете по една пијачка, да ги почастите по една кафе, едноставно да си спомнете да кажете ова ние ова лето од Шопска шоу со Томче. За од септември ќе се договориме како понатаму ќе се дружиме и на кој начин ќе ги споделуваме или ќе ги правиме сите овие интересни мои работи, меѓутоа сега за сега тоа е тоа што можеме да го понудам, а сега колегата Томче ќе преземе од студио и ќе ви каже подробности и детали околу тоа што треба да знаете плюс. Мили драги мои, сме назад во студио и како што видите колегата Томче отиде од Сабајле, си направи убаво доручече, си седна во летната тераса кај Чорба, седна со Драган, поразговара, направија два реда муабет околу тоа што се вкусувите, кои се вкусувите кои што можете да ги вкусите и да ги пробате таму. Значи местото се наоѓа на самиот пат кога се движите кон Радишани населбата и кон село Радишани, значи на самиот шател е тука. Не можете да гутете. Една работа и втора работа е дека и покрај тоа што е на самиот пат помини замини тука си, има едноставно мала како интимна атмосфера, затоа што околу обиколено со елки, зимзелени дрвца кои што прават да биде како да си на убаво место, како да си сам, да си на скришно, а е убаво, има масички, има атмосфера, има луѓе и сето тоа е на некој начин мене ми ја барем како пријатна како атмосфера, кога ќе влезеш како во локална гостилница, локална мејана, кафуле, односно кафана, каде што атмосферата е убава, луѓето и персоналот се фини, пријатни, готвачите исто така и не можеш да едноставно се чувствуваш неубаво, да си поминеш неубаво. Ќе ви кажам сега на работа дека кога станува збор за бутелските приказни, значи тоа се приказни во кои што влага сето ова, значи што се случува во Бутел, значи имаме приказни за луѓето, мала традицијата и спомените што го прават Бутел посебен. Не е Бутел само делот кој што е со гробиштата, има и уште две населби, Бутел 1 и Бутел 2 за сите оние кои што не знаат. И од тука се оди кон село Бутел горе, па после тоа иде нели Љуботенски пат, па после тоа нагоре има Расадник и нели сите оние кои што се упатени ги знаат работите, после тоа следи село Радишани од десна страна, од лева страна следат првиот, вториот и третиот влез на населба Радишани. И доста ја зборам околу Бутел, ќе испадне дека тенденциозно сега или дека го фаворизирам или така натаму, нема ништо од тоа. Се мора да биде фер и коректно и се да биде објективно. И само на крај ќе ви кажам, нема да заборавите, бидејќи на социјалните мрежи имаме 3 прекрасни профили, кои што се на Facebook и на Instagram и на YouTube канал имаме и на YouTube платформата канал, каде што можете да најдете како Шопска шоу со Томче. И таму што и оваа недела сите лајкови и сите кликови се бесплатни. Имаме една интересна содржина како видео кое што ќе ви го пуштам накнадно да го видите, да го пратите на Instagram профилот Шопска шоу со Томче.
што се случи пред ден-два, како успеавме да поминеме на еден настан, па што се случи како информација и малку да ве заграм околу сето тоа, меѓутоа ќе да знаете набрзо, немојте да се секирате, ќе бидете на време информирани, а вие да не заборавите дека имаме giveaway кој што се случува на крајот од јуни, од месец јуни и сега ќе биде промовиран во последниот викенд кога ќе се емитува последната за оваа сезона, последната емисија на Шопска шоу со Томче, бидејќи мораме лето доаѓа да правиме малце пауза, да отидеме малце бечичи, кучичи, мечичи, па малце нешто таму лептир, нели делфин да пливаме и да се ладиме и ние на морињата во не во соседството, тука кај јужниот сосед, не, ама малку понатаму. И значи крајот на јуни правиме giveaway каде што на 15 по случаен избор избрани 15 луѓе кои што не заследиле или кои што го следат профилот на Шопска шоу со Томче на Facebook страната Шопска шоу со Томче, на социјалната мрежа Шопска шоу, односно на социјалната мрежа Facebook, а го следат профилот на Шопска шоу со Томче. Се измешав тука, хаос се направив. Значи имаме вака, Facebook, Instagram, Шопска шоу со Томче. Сите оние кои што ќе кликнат лайк на Facebook и на Instagram, ние што правиме? Сите тие ги пишуваме на ливчиња, ги сечеме ливчињата, ги виткаме ливчињата убаво, ги ставаме во еден сат и на крајот можете влечеме и 15 среќни добитници ќе си добијат по 1000 денари. Ако сакате да бидете еден од тие 15 среќни добитници, да бидете расположени, да бидете весели, радосни, се чувствувате убаво, едноставно како мал знак за почит кон вас затоа што ја пратите емисијата, едноставно кликнете, заследете. И оваа недела е бесплатно. Шопска шоу со Томче, Facebook, Instagram и се разбира на YouTube имаме канал каде што ги објавуваме сите видеа до сега што поминале, односно сите емисии кои што до сега сме ги поминале и сите гастроавантури кои што до сега сме ги доживеле низ цела Македонија. Проверете го, можете ви се допадне нешто од претходните видеа, па можете да го искоментирате. А во меѓувреме немој да забравите, бидејќи утре е ден недела, ден за ручек и се разбира ние се гледаме на фреквенцијата на Канал 5 телевизија во точно 10 часот. 10:00 и што правиме? Се дружиме повторно за да ви кажеме каде отиде колегата Томче, односно знаеме сега дека е кај чорба, знаеме дека е во бутел, меѓутоа кои се нашите предлог мени за неделен ручек што може да го каснете кај чорба. Сега нема да се збуните дека во недела можете. Недела не ден кај што не се работи и кај што не се дома може да си јадете во недела. Ама како неделен предлог ручек, ќе да знаете утре. 10:00 се гледаме на Канал 5. Толку едноставно. Бидете ни поздравени, убав ден и нема да правите нешто што не би правил јас. Ако е вкусно, каснете го. А нема да забравите дека каде вкусот има шоу, само на ова место на Канал 5 телевизија во Шопска шоу со Томче. Се гледаме утре. Шопска шоу!